Добро вечер уште еднаш од мене. Јас сум Јадранка Костова. Вие го следите отвореното студио на Еден телевизија. Во овој отворен појас темата е или ќе дебатираме и анализираме што ни остави во наследство Ѓорги Иванов со неговите 10 години на функцијата председател на Република Македонија. Од независноста до денес, во изминативе 28 години, всушност Иванов има и најдолго се задржа на функцијата председател. 10 години, 2 мандата. Мои гости за оваа тема се колегата Александар Димитров, поранешен министер за надворешни работи, а сега ангажиран со своите анализи во неделникот Фокус, и Мерсел Билјали, аналитичар, професор и поранешен пратеник. Значи, добре дојдовте прво. Добро дојдовте. Ајде да почнеме. Денеска беше обраќањето на председателот Иванов во собранието. Последно, нели, бидејќи неговиот мандат завршува за неколку месеци, иднава година се председателските избори. Димитров, првите впечатоци се разликуваше од поранешните обраќања на јавноста од законодавниот дом? Воопшто не. Прво да ве поправам, уште во воведот се уште председателот Иванов кажа дека ова не му е последно обраќање, дури се закани дека отчетот натаму во иднина ќе го давал како тоа мисли пред собранието да го прави. Може би ќе бара во јануари, февруари повторно да се обрати. Него е да бара. Инаку се тоа што го кажа, смени уставот. Комплетно ја заокружува сликата за неговото работење. И неговиот говор всушност беше една турлитава копипаст од говорите на Илинден, на Мечкин камен, август оваа година, и оној ужасно непријателски говор спрема Република Македонија и сегашната власт, кога ја злоупотреби говорницата во Обединетите нации. Сето тоа беше една компилација на сите негови небулози, халуцинации во врска со Република Македонија, во врска со иднината на Република Македонија, за да си ја заокружи својата мисија на блокатор на евроатлантските интеграции на државата. Билјали, први впечатоци? Подобро, ако некој го пратил или секој што го пратил, веројатно би бил дел од казната. Значи, тоа што кажа, мислам дека ништо не е посебно, ништо невообичаено. Тоа е рутинска реторика негова перманентна. Ако некој мисли дека или очекувал дека председателот условно кажано ќе се опамети или ќе му дојде ум, мислам да узалудно. Реално тој како председател кажа неколку работи како небулози, може абсурдни или подобро и глупости за кажат. Значи, првото е што интересно дека со гледа тоа што председател на државата или се уште председател на државата е и университетски професор, и значи тоа што кажува университетскиот професор диаметрално би требало да се разликува тоа што може некој политичар да го каже, па дури од позиција на политичар, значи мора да внимава дека сте университетски професор. Значи прво дека се попречува правото на самоопределување на македонскиот народ, така отприлike кажа, што мислам дека е круцијална грешка. Ако мисел на само нарекувањето, тоа е нешто друго. Самоопределувањето е еден друг концепт, што практично Македонија има држава 70 и нешто години. Значи, тие од таа држава или република која била федерална единка на тогашна СФРЈ, сепак се викала по уставот, по сите устави. Значи, држава и имала право на самоопределување, тоа го реализирале. И практично со осамостојувањето, повеќе од тоа, значи, какво самоопределување може да очекувате? Но посочи 3 опасни работи, нели, по обстанокот на Македонија, и ги посочи договорот од Преспа, договорот со Бугарија и Тиранската платформа. Па добро, во однос на договорот
Преспаскиот договор, кажа И дека повика да не го гласаат пратениците. Тоа е најопасното Тоа е што друго. го Не, направи. мислам, Тоа не е очекував дека ќе каже дека да се гласа. И никој што малку има резон, верувам дека не очекува. Значи, доследен е на тој план. Туку едноставно треба да се дообјасни една работа, кажа дека за да го решиме идентитетот требаше да го уништи. Од тука се поставува прашањето, значи што представува идентитетот? Дали е некоја женска ташна која може да се грабли од грабливец и да се избега? Тоа е внатрешно чувство, ако се земе глобално светот, како идентитет. Има преку 2000 идентитети, а има негде 200 држави. Значи, сите тие нации имаат нивен идентитет. Тоа не може да се пренесе со административен акт или политичка одлука, или да се продаде, тоа не е стока, значи не се допира. Тоа е внатрешно чувство на една заедница која во историја се гради, значи во еден степен. Сите овие, и договорот од Преспа, и договорот со Бугарија, беа поздравени од европските фактори. Не, јас сакам да, без огледа што кој но го Но како пофали да го оцениме неговиот таков гард кон овие документи наспроти европскиве центри, демократски? Тоа е малку во судир со фактот што Ивано вели, нели, дека е исто така за евроатлантско интегрирање. Тоа е најголемото чудо. Не може евроатлантско интегрирање без договорот со Преспа. Тоа е сличната позиција, би ја нарекол шизофрена, која има и сегашното раководство на ВМРО ДПМН. Сакаме НАТО, а не го признаваме договорот. Тоа е истото тоа што како да сакате да одите на кино, театар, за надпревар некој да гледате, да немате влезница. Тоа е расчистено и само ја покажува неговата доследност како еден осведочен, за жал, се покажа за осведочен противник на НАТО и на ЕУ. Така, но фактот дека комплетирано со неговата прикриена кажана во негова стратегија пише Русија, гледај Москва, или како беше тоа. Така. Но ако конкретно, договорот со Бугарија исто беше поздравен од сите, но не предизвика такви бранувања како договорот од Преспа, бидејќи нели имаме сега процедура за уставни измени. Видовме дека сите државници на демократскиве држави од Европа го поздравија, доаѓаа во Македонија. Ако тој договор ја уништува и нацијата, идентитетот и државата, тогаш за мене е логично дека тие центри следствено, значи, го поддржуваат тоа Македонија да ја нема, и тогаш би требало некој да рече, не, ние не сакаме да бидеме дел од Европскава Унија или НАТО, затоа што тие нели сакаат да не снема. Но се обстојува на тоа, да, ние сме за ЕУ и НАТО, но не со ваков договор кој не уништува. Коментар? Ја мислам дека тоа е вечно прикривање на реалната ориентација и јас се согласувам со поранешниот министер дека тоа е една солидна маска кај што се сокрива една друга ориентација која моментално не е актуелна поради расположението и соодносот на силите и геополитиката. Но реално кажано, што и да се случи, и најчувствителните договори. Ево, ние чекаме сега да има договор меѓу Србија и Косово, кај што практично се признава една територија или се разменува територија која е 100 пати почувствително од тоа. Значи, фама или договор или прашање на име да го издигна на ниво на живот и смрт структури кои не сака Европска Унија и НАТО и намерно тоа го правиле и тоа е очигледно. И сега говор на председател само го потврдува тоа. Реално што и да се чуи најчувствителни договори што се случи во минато, во меѓународно право, се виделе кога се реализира дека многу комотно се реализира, никакви последици. Кажете ми, например, ево, ќе се ратификува, дали македонци ќе станат кинези, ќе станат ескими или ќе станат грци? Значи, или со Бугарија не се... Да, или пак, ништо не се менува тоа. Значи, тоа е посадување кај
обичниот, во мнението на обичниот човек, еден концепт кој има цел, значи, да се ориентира тој човек во друга насока, ама се со друга риторика. Така. Ние во денешното обраќање себе прв пат слушнав дека председателот во ваквото годишно обраќање споменува дека имаме масовно иселување на млади кадри, за состојбата страшна во која ни е здравството, образованието, правосудството. Да. Па токму тоа го додека уништува. додека беше владата на ВМРО, ДПМН, јас не сум чула да опфати на ваков начин овие области, бидејќи ниту здравството во оваа година и пол пропадна, ниту образованието, ниту заминувањето на младите. Ние можеме да речеме не е подобрено и да ја критикуваме владава, но тие процеси некако да не беа регистрирани во претходните обраќања. Првиот мандат на лицето што има визит карта дека е председател на Републиката се сведе на еден послушник на тогашниот премиер или негов лидер идеен Груевски. Дојде како што стана председател и се претвори во функција, докажа дека на Македонија практично не и треба председател, затоа што го достигна нивото на сопствената неспособност. Околу 1000 закони само ги подпишуваше, некои се носе и по 50 дневно и така натаму, со што се етаблираше, се градеше режимот, кој заврши со заробена држава, кој покажа дека Македонија е заробена држава. Второ, во тој период... Никогаш не стави вето додека владата ја предводеше Ниедно вето немаше. Второ, и тогаш, а особено во овој период сега, последнава година, со договорот за Бугарија, со договорот особено за Грција, Иванов покажа едно импресивно незнаење на меѓународните односи и меѓународната политика и тотално несваќање на геополитиката и на сферите на влијанието и на местото во рамките на тие сфери кои го има Балканот и Македонија. Он не можеше да свати и не сака. Мислите, не ја разбира меѓународната политика и геостратегија или така му одговара во контекст на внатрешните партиски и политички сили? Ако не ја разбира, тоа е негов проблем. Не може тоа неговото неразбирање и несваќање да биде проблем на Македонија и на македонските граѓани. Он треба да објасни во оваа фаза, ако не е за НАТО и ЕУ, особено за НАТО преку договорот за Преспа, која е иднината на Македонија без договорот за Преспа и која е иднината на Македонија со неговиот крајно безобразен апел до претениците да не ги усвојат амандманите. Така блокираше за референдумот, дури од Њујорк порачуваше, што е код злоупотреба на говорницата, така се ситеше според неговото сваќање дека тие што молчеле гласале и кажале како може тој што ќути да гласа. И кога го фалеше и се претвори во еден тврдокорен патриот, забеган во антиката и кој живее во 19-тиот, 20-тиот век, во времето кога се етаблирале нациите и народите. Так. Он не може да прифати дека Македонија, како што и сега кажа, ќе бидела единствена држава кај што матичниот народ не е државотворен. По уставот Македонија е граѓанска држава. Ако направиме споредба од независноста на Македонија до денес, значи председател беше прво Киро Глигоров, потоа Борис Трајковски, па Бранко Црвенковски, па Ѓорѓе Иванов. Сега, и Глигоров, и Трајковски, и Црвенковски беа партиски луѓе. Иванов дојде како професор непартиски, Па стана супер партиски. Тоа сакав да кажам, затоа што и Глигоров со владата на СДС, чиј предлог беше, имаше во неколку наврати, да речам, различни мислења и стопираше некои закони. Се случи истото на Црвенковски со владата на Бучковски за неколку прашања. Борис Трајковски исто така со владата на Љупчо Георгиевски или ВМРО ДПМН.
Дали паметите за една работа, барем за една работа, додека владата ја предводи Груевски, дека Иванов имал Забелешка. најминимална и бенигна забелешка? Може би ако кафето ще го пиеле, не му било по кефот. Првиот председател, ја мислам дека со своето искуство, доста прагматичен, со познавање на состојбите, допринел, значи, во една многу чувствителна фаза и околности, кај што практично турбулентна ситуација во целиот регион, значи да ја спаси државата од војната и мислам дека имаше сепак многу поголем авторитет од другите председатели, неговиот авторитет непосредно се рефлектираше и кај премиерот кој тогаш беше млад, но како и да е, мислам дека тој допринел во однос на тоа прашање, но мислам дека немал идеја како во нови односи, околности да се економски да се развие државата. Значи, не знае што е капитализам, предпоставувам, не знае што значи приватизација и многу што од приватизација, мислам дека објективна одговорност на председател на државата, иако тоа не е домен на неговата надлежност, но тој имаше доста големо влијание кај тогашниот премиер. Кај вториот председател, мислам дека без оглед на тоа што јавноста и медиумите не го ценеа доволно, сепак тој покажа голема доза на државнички капацитет и во едно многу чувствително време, значи, допринел сепак да се надмине ситуација, ризикувајќи ги односите со својата партија, како што вие рековте. Третиот председател, мислам дека сакаше Бранко Црвенковски, ем јаре, ем паре, значи сакаше да биде и председател на државата и премиер. Или премиерот да биде под негова сенка или негово покровителство, така што перманентно имавме некоја невидлива кавга која со време почна да стане видлива. Значи почна председател на држава да го напаѓа премиерот на многу чувствително прашање. Тоа беше прашање на независност на Косово, кој се осудуваше едно време, значи, односите со Бугарија еден предлог Вучковски кога дојде. Да, и за тоа така што председател на државата излегуваше по тоа кажа дека тоа е личен став на премиерот. Но не еден случај, знаете ли за Иванов кога Благо барем се дистанцирал од ја мислам дека практично се суспендира комплетно институцијата председател на државата, значи имавме само една машина, еден инструмент кој со копче функционирал, со далински управувач и не се сеќавам дури во тие ситуации кога беа изфрлени пратениците од собранието, новинарите, што цел свет реагираше, председател наше пола зборно кажа, дури на мислам дека после 2-3 дена имаше говор, во нијази можеше да се прочита дека опозицијата е таа што сака да го блокира и не знам, отприка така кажа. Значи, што и да кажеме, мислиме дека тоа е една трагична епизода за државата и тој, што и да каже во однос на нацијата, идентитетот и јазикот, ние мора да поаѓаме од реалност. 93 година, па и 95-та кога има време спогодба. 93-та министерот знае добро. Имаме 2 резолуции на Советот на безбедност на Обединените нации. Тука се зборува за разликите околу името. Разликата во еднина. Да. Значи, сето тоа што сега расправаме за идентитети, за јазици, за многу други прашања, е нивна улога, значи нивна заслуга оти цело време за го надувале тоа и создавале дополнителни проблеми. Оти во меѓународното право и меѓународната заедница или меѓународната политика. Еден проблем, ако не го решават на време, тој ќе се дуплира, ќе се мултиплицира. Димитро, вие како и поранешен министер за надворешни работи. Ајде да направиме една споредба, бидејќи председателот на државата мора да се усогласи со владата околу предлозите за амбасадори. И сега да направиме споредба за време додека беше премиер Груевски и сега со оваа влада на Заев. Бидејќи
со месеци беа под блокада одредени европски центри, амбасадорските места. Што поминуваше предходно, што се случува сега? Кога бев јас министер, во таа малку чудна коабитација, само 5 предлога отидоа за амбасадори. Меѓутоа, ниту еден во времето на председателот Глигоров. Затоа што едноставно не можеше да се најде заеднички јазик. А сега што се случуваше со предходниот турнус во тие 10 години, што се покажа дека Иванов, освен што си местеше некои своји послушници, миленици, да не ги редам, меѓутоа последниот е амбасадорот во Бразил. Се друго, За Боцевски, мислам. да, се друго прифаќаше онака како што му се сервираше од кабинетот на Груевски. Беа сите професионалци, бидејќи сега, нели, сите Како се може да одманаа. беа професионалци кога отидоа менаџери од фирми, како отидоа директори од осигурителни заводи, кога отидоа дури некои поранешни пејачи во Авганистан, Азербејџан и не знам каде, така што или од ветеринари. Тоа беше, замислете, имаше конкурс, објавија конкурс за амбасадори, 600 луѓе се јавија во времето на Груевски. Кого мајка изгубила амбасадор да го направи. Во ниеден свет тоа не се случуваше. Меѓутоа сето тоа го аминуваше Иванов, и што е уште потрагично за оние што се установи дека направиле катастрофални грешки и злоупотреби, како на амбасадорот во Австралија, кој сега и е бегалец за тоа што треба да одговара, тој рече, тој е одличен амбасадор, ја не мислам да го вратам. Така што он беше еден послушник во кој, а сега што направил, од она што слушам, точно е, има професионалци од Министерството, сега многу повеќе, затоа што кога е Груевски прва работа што направија, го сменија законот за надворешни работи, па од бројката дека 2/3 треба да се професионалци, они го сменија на 1/4 само да се, за да можат своји кадровски решенија да испраќаат во странство. Така. Билјали, денеска пратениците од ДУИ, министрите на ДУИ го бойкотираа обраќањето на председателот Иванов, но ако го вратиме филмот, ние од Киро Глигоров изборот 1994 кога вториот круг беше бойкотиран од ВМРО, ДПМН и Демократската партија на Гошев, значи се оспоруваше мандатот на Глигоров, изборот на Борис Трајковски исто така од страна на СДСМ, бидејќи дојде до чуден пресврт меѓу првиот и вториот круг. И изборот на Бранко Црвенковски беше оспоруван од ВМРО, ДПМН, затоа што некако имаше впечаток дека со сила се набиваше цензусот, кој беше неопходен, или 50% излезност. И доаѓаме сега до изборот на Иванов, кој го оспорува, бидејќи изборите председателски ги оспоруваше СДС, парламентарните, но и председателските, иако откако ја зема власта, да речеме, не се споменуваат председателските избори. Можно ли е во еден изборен циклус, во исти ден, едните да се сомнителни, а вториот избор да е во ред? Дека парламентарните се под притисок со злоупотреби и разни финансиски дубари, а изборот на председател поминал како што треба. Или тоа е компромисот што владата на СДС сега го прави за да покаже пред светот некаква кохабитација. Добро, јас би се задржи повеќе во однос на тоа колку ДУИ е заслужен за овој Да, тоа сакав второ да ме прашам, затоа што председател на државата, и тамо мислам дека се криеше една вешта игра и предпоставувам дека свесно тоа се правеше, значи во име на барање на некаков
2014 што е зборуваме. малку чудно зборот консенсуален. И сега бара. Предпоставам, да. И сега бара. Мислам дека тоа комплетно е абсурд, оти не можете, ако кажувате консензус, тоа значи отсутство на противење. Значи сите мора да се согласуваат, а сите значи и власта, и опозицијата, и малцинствата, и мнозинствата, и многу што. Не И треба да има културни избори, групи, што е абсурдно. Значи, Каква да го улога одигра ДУИ Но, 2014? Тоа сакам сега да го добија. Јас сам значи во име на таков консенсуален председател, наводно не се договориле за такво име и затоа името на Ѓорѓе Иванов за нас не е консенсуален и нема да го гласаме. Со тоа, практично свесни дека албанските гласови веројатно ќе помина кај опозицијата или кај кандидатот Пендаровски беше. да, кој веројатно и ќе победуваше значи на тие избори. Он е И со тоа морален практично, победник. знаејќи го расположението на албанската заедница, дека со над 90% ќе гласа за Пендаровски и беше изфрлен, значи тоа е мамка или измама повеќе би кажал, дека штом немаме консенсуален председател, ние бойкотираме, а целта беше сепак да биде овој председател. Но работите у политиката, значи нема трајно пријателство, има трајни интереси и јас мислам дека сосема легитимно и кредибилно и да ги сменат ставовите и да веруваат на тоа и реално. Но едно нешто друго сакам да кажам. Председател на државата се уште и сега кандидатурите како да се игнорира реалното расположение на граѓаните. А тука се виновни под наводи, сепак и граѓаните не успееле политичките партии да ги наседнат и да кажат дека ние одлучуваме кој ќе биде председател на држава, па зависи вие кој кандидат ќе го истакнат. Во нормална држава, значи партиите обично ќе уловат независен кандидат, значи личност кој има кредибилитет, кој има авторитет, кој има заслуги и која ќе го молат политичка или ќе ја молат го е жена за да прифати кандидат. И тој мора да биде значи татко на нацијата или мајка на нацијата која е жена. Не беше колку беа тие избори демократски, фер, бидејќи се води судски процес за изборите во тој период. Последните овие, 13 минути, би сакала за овие последни 2 години да го анализираме улогата на Иванов, затоа што откако дојде техничката влада, нели, па изборите 2016 декември, локалните и слично, Иванов доби една посилна улога. Посилна, зависно како ќе ја сватите, Си ја зеде, сам ја узурпираш. Така. Значи, од аболициите, што ги даде, што предизвика, нели, бунтување. Потоа, со неколку месеци не го даваше мандатот на оној што има мнозинство. Ако Значи, барате... сакаме, не ги подпишува Да, законите кои поминуваат втора фаза. Да, добро. Не, ако Значи, сакам за овие 3 работи. Димитров? Прво малку околу бојкотот на денешната седмица. Јас сум изненаден што и СДС пратениците не го бојкотира. Затоа што се покажа дека тој директно работи прво против власта сегашна, легитимно како што е поставена. Второ, што не знам, мене не ми е може, јас сум чудниот. Не ми е сватливо да се промовира кохабитација, што пред малку ја спомнувавме, кога во денешниот говор Иванов за Заев вели некој се најде. Кохабитација, тоа е навреда, тоа е понижување недостојно на политичар еден. За кохабитација, како и за танго, онаја отргна досадна фраза, и за кохабитација треба двајца. Така, но има една многу основна работа. Мандат добива тој што има мнозинство. Може партијата да освои повеќе од другите, но мандатот се дава на оној што има мнозинство. Уставот е тука. По кој основ уставен Иванов не го даваше мандатот? Гледате ли тука кршење на устав?
ја мислам дека диаметрално се крши уставот, оти таму уставот е многу јасен. Значи, председателот на државата е должен е да даде мандат на партијата или партиите кои чинат мнозинство. Значи, тој не е крал со апсолутна власт или дори председателски систем не функционира така, значи да вие да оценувате дали овие ќе се гарантират, не знам, унитарност или не знам што апсолутно суспендира и на демократијата, суспендира на парламентот, на парламентарна демократија, тоа е кривично дело. И тој сега вели дека се жале дека некој анонимно, не знам, напиша писмо и треба сега имаме предистражна постапка кривична постапка во однос на тоа. Реално, значи не знам зошто институциите до сега може, дали сакале во име на такова, па и јавно обвинителство, па и полиција и така натаму, значи морале тие да покренат сериозна постапка, без оглед на тоа што процедури се двотретинско мнозинство и тука и у Уставен суд не се уполза преседател да се прогласи како неспособен да Ако се проголи еден преседан, станува правило. Значи, утре може и следниот председател, нели? Не, сега ќе се смени тоа, мислам, ќе се смени со новите амандмани, дека ако председател не го подпишува, значи, указот за прогласување на закон повтор пат, значи го подпишува председател. Тоа е после. Сега што со тоа не си презима председателот законодавна надлежност. Но во однос на тоа што го кажувате вие. Затоа што повтор пат кога ќе помине законот, е должен. Да, во однос на тоа што го кажувате вие, за давање мандат, тоа може да се стане опасен преседан. И ја претпоставувам дека таму кај што функционира елементарно правна држава, судство, најверојатно ќе се покрене постапок за сериозно кршење на уставот. Пише у уставот дека председателот на државата одговара, значи кривично, ако го прекршува уставот. Можно ли е толку различно да се чита еден устав кога стои зборот должен е? Јас не знам како се релативизира. Не дава никаква алтернатива. Тоа е злоупотреба. Јас го делам мандатот на Иванов во две фази. Во првиот мандат, кога беше послушан, он треба да сноси целосна одговорност за неупотреба на неговата службена должност. Затоа што он чутеше ништо, само подпишуваше, беше како кукла, се шеташе, собираше признанија по светот, држеше разноразни говори по форуми и не знам глупости. А во вториот мандат он треба сериозно да одговара за злоупотреба на својата службена должност. Новиот случај мислите? Мислам на аболицијата. Мислам на серијата државни удари, веќе ги спомнавме, со давање, недавање на мандатот и со поставување на услови кои он воопшто нема право да ги подпише ми гаранција, не подпишува ми гаранција, па уште вика сега јас ја активирав гаранцијата, како да е тоа шпорет електричен или фрижидер, па ја активирал гаранцијата. Трето, со неговата се уште недоистражена улога во крвавиот четврток, кога требаше, таа и врапците знаат, и малите деца знаат, меѓутоа ќе се докаже тоа, за воспоставувањето на вонредна состојба и да извади војската. Кога се очекуваше оној крвав пир во собранието на тој пуч. Трето. Тој го демантира и ова. Па што ќе каже, нема да каже дека да, признавам, сакав, ама ме фативте. Не беа завршени работите во собранието, за да се сетете се неговата пресконференција безчувствителна, блед, кога дури вечерта кога се случи настаните крвави премиер, тогашниот лидер на СДС Заев беше со крвава чалма, а господинот Села се бореше за живот и он ги вика, утре дојдете кај мене на консултации, која е таа луда претенциозност. Натаму, одговорност за кршење на уставот со неподпишувањето на указот за законот за употреба на јазици и ратификацијата за договорот за преспа. Така што е комплетно спремено за него или за импичмент. И јас... Овде беше Радмила Шекеринска, вице-премиерката, пред некоја недела. Јас на ова моје прашање, таа одговори се да не правиме маченик од него.
Не е маченик. Во смислаш за тоа? Прво, импичментот, да, тогаш и мислам се кажа дека не сакаме да трошиме енергија или да се занимаваме со него. Меѓутоа, он веќе во денешниот говор се закани дека он ќе се занимава со Македонија и со нас. Второ, вие го спомнавте тоа. Импичментот, според мене, малку ќе ја релаксира денеска зовриената гневна јавност околу амнестиите. Наменските амнестии, што вчера, денеска, завчера помина. Прашањето е, самиот Иванов рече, која е разликата од неговите аболиции и ова амнестија? Гледате разлика? Па разлика е затоа што неговата аболиција значи потој на брод, а ова значи пожртвување на сидро да се спаси брод. Разлика е огромна. Иако од морален аспект мислам дека и едната и друга се има своја тежина, но ако имате значи да се спаси една ситуација, за да тргнете да се излезете од една многу тешка положба. Нели е превисока цената што се да, плаќа? висока секако, па претпоставувам дека уште повисока ако не го правите. Значи замислете ако падне договор. Значи ако нема двотретинско, мислам дека поголема катастрофа за држава не може да се замисли. Според макијавелизмот, целта ги оправдува средствата, тоа сега се прави. Меѓутоа, во тие 5 века, што поминале од кога тоа е како негова наука, земено или принцип, има некои дополнувања. Кога средствата ќе оправдаат целта, ја завршиле работа. Така што и тоа се решава. Не, направи разлика Иванов дека неговата аболиција имала цел да дојде до помирување. Тоа е оправдување. А ова амнестија има сосема тоа е оправдување. Оваа амнестија има повисока цел, која после ќе си легне. Неговата амнестија беше аболиција на криминалците. Да го заштити толку колку што може режимот на Груевски. И да завршам со импичментот, или кој може после да се заокружи со кривични истраги, ако докаже основаност, ова ќе биде најдобрата заштита на Македонија од идните самоволија на идните председатели, можните на идните председатели, на премиери, министри. Секој преседан што ќе го преголтаме, после станува лошо правило. Педагошки, бидејќи ставот е секој што направил да си одговара. Ако овде се крши устав... Во Македонија функционери тешко одговара. А видите, беше малку, хајде да речам тежок збор, перверзно, што во денешниот говор Иванов се повикува дека он го штити законот и уставот, кога он го крши на очиглед на целата јавност. Сега, при крај сме. Да предпоставиме, еве ќе бидат изгласани амандманите средината на јануари. Што очекувате, каква реакција од Ѓорѓе Иванов? Значи, опција А поминуваат амандманите. Ја, мислам дека тој си кажа. Што си кажа и тоа му е послушно и да каже, мислам, само ќе се докомпрометира уште повеќе и не представа некоја релеванција што и да каже. Искрено да кажем дека јас очекував дека тоа ќе го каже, дури не бев спремен да го слушам, знаејќи што ќе каже. Не го третирам тоа толку сериозно, што и да. Нема да го потпише. Важно е, значи, да се заврши работата и да излеземе од кал у која не доведа таква власт и практично да ние загубивме 25 години. Ајде да се споредиме со регионот, да видиме. Неговите тези, ако тоа помине, дека без малку е апокалипса овде, затоа прашувам, што очекувате, бидејќи, нели, он како лидер на тврдокорните во овие месеци? Секоја сондажа го демантира тоа на корен. И секој коментар тука е излишно. Така, што научивме сега за крај? Што научивме од овие 10 години председателствување на Иванов? Каков председател не треба да избираме на пролет сега за следниот мандат? Само да не изгледа бар 5% како Иванов, јас мислам дека ќе биде многу добар. Димитров? Не е доволно тоа. Точно е. Дури да нема председател, ќе биде подобар од Иванов. Празна канцеларија, а да има ќе биде подобар. Меѓутоа, тој иден председател, кандидат, мора да биде еден
слободоумнец, демократ, човек која сваќа, го сваќа... Коезивна личност. Коезивна личност. Кохезивна личност, да. Човек кој сваќа дека е Македонија граѓанска држава, човек кој ги знае состојбите во светот, а не како Иванов да има видокрик од Ѓевѓелија до Табановцес, до Паљурци и не знам каде. И кој нема да ни остави, ајде да не должам веќе времето на крајот, кој нема да го памтиме по хорхизмите, со компромисот, со намигнувањето, со Обама и така натаму и така натаму. Се што ќе не малку, многу различно квалитативно ќе биде принонес за Македонија и за граѓаните. Билја ли вие подскромни ви беа проценките? Добро, мислам дека мора да се најде една личност која партиски многу или независна? Не. Зашто видовме нема правило, Иванов дојде како независен, па се покажа по партискиот. Бар за важни институции партиите да бидат подалеку, за жал, тешко да се спасиме од таква болест, но реално да настојуваме еден човек кој ќе избалансира, значи меѓу партиите, кај што двете структури ќе имат доверба. Значи таква личност може би само личност, не партиска личност. Едноставно и да има респект кон опозицијата, колку и да се различни ставовите. Мислам, или со оние кои се од спротивната страна. Ја мислам дека можеби е да ред спојува, жена, да не раздвојува. Можеби е ред жена дефинитивно да имаме кандидат, значи наместо тату на нација да имаме мајка на нацијата и препоставувам дека може жена да докаже дека се поснал. Ахмети рече дека сега ќе се породуваме, нели? Добро, ви благодарам што бевте гости во овој последен петок. Една реченица. Да, ќе ви дозволам последен петок по ова година. Повелете што сакате за крај. Обичаено да се посака среќна нова година. Нека бидат безгрешни граѓаните, ќе биде среќна, биќе Иванов веќе нема да е председател. Ние се гледаме со вас, почитувани, следната година, нова година. Да ви посакам многу среќа, здравје и љубов да ве следат во наредните 365 дена. Се гледаме повторно до година. Останете на фреквенциите на 1 ТВ.